Мојата мајка е како цвет. Мојата мајка е најубава на свет. Таа е нежна и мила како свила. Ако ја прашате мојата мајка, која впрочем седи овде, колку пати ја добила оваа рима низ годините, несомнено ќе ви одговори многу пати. Но ваква песничка со која децата ја искажуваат својата љубов кон мајките, за жал нема да добијат 163 родилки кои минатата година ги изгубија своите новородени чеда. Десетици деца пак нема кому да ја напишат песничката и ќе бидат тажни и осамени на својот прв училишен ден, бидејќи нивните мајки искрвариле до смрт на породилниот стол или добиле инфекција од болничка бактерија во 21 век, токму на денот кој требало да им биде најсветол и најрадосен во животот. Македонија веќе со години се наоѓа на врвот на листата со највисока стапка на смртност на новороденчиња во Европа. И тоа со бројка двојно повисоко од европскиот просек. Реалноста ни удира шамар секој пат кога на телевизорот ќе видиме трагични судбини за родилки кои умреле давајќи нов живот. А иронично, не така одамна една бивша власт се расфрлаше со реклами за зголемување на наталитетот. Државата пак, која патем се декларира како социјална, постојано ни повторува за тоа колку добро, јавно и бесплатно здравство имаме и колку таа вложува во истото. Но ние знаеме дека не е ни јавно, а ниту пак бесплатно. И зошто се дрзнувате да ни подарувате нешто што ни е уставно загарантирано? Почитувани присутни, се прашувате ли и вие, како и јас, кога последен пат некој од нашите политичари бил низ ходниците на нашите болници? Знаете ли каква е состојбата со нашите породилишта? Породилиштата во Штип, Битола, Кавадарци, Куманово се со минимум стандарди за безбедно породување. Но барем ги има. Многу родилки од помалите градови се принудени да патуваат до поблиските градови со страв да не се породат попат, бидејќи државата одамна ги затвори породилиштата во нивните градови. И така сега, најголем број од новороденчињата во Источна Македонија се родени во Штип. Немаме гинеколошки кадар, немаме операциони сали, анестезиолози и апаратура. За каква подобра Македонија ни зборувате? Кога има 2 породувања во исто време, мониторите се шетаат од соба в соба, од родилка на родилка, бидејќи другите не работат. Ставаме и по 2 новороденчиња во инкубатор, бидејќи немаме место. Но третманот што го добиваат нашите родилки, мора да верувате дека е врвен и подобар не може да биде. Ама реалноста е поразлична. Родилките ни лежат на искршени кревети, ги бодат жици во грбот, си носат греалки од дома и се покриваат со кафените кебиња од ЈНА. И додека Западот изнајде алтернативни можности за породување, како на подвода, и таму сосема е нормално новороденчиња од 600 и 700 грама да преживуваат, ние немаме основни услови. Владата ни презентираше мерки за намалување на стапката на смртност, но министерот јавно ги прозва идните мајки, префрлајќи им ја вината за смртта на нивните деца. Абсурдно! Ќе го носите плодот 9 месеци во вашата уторба и ќе дојде некој и ќе ви каже дека здравството е во ред, но вие не чините. Срамота! Вие можете да осудувате јавно, но никогаш нема да ја знаете тагата и очајот на мајките кои со празни раце излегуваат од болничките врати, на сопрузите кои без своите сопруги треба да продолжат во животот. Почитувани присутни, знаете ли вие каде се пораѓаат политичарките и сопругите на нашите политичари? Предпоставувам. Па во приватните болници нормално. Иако тие толку веруваат во она што ни го кажуваат, тогаш зошто нивните сопруги, зошто пратеничките, министерките и останатата елита се пораѓа во приватните болници? Наместо да обвинувате, позанимавајте се со фактот дека од вкупно 80 општини имаме над 40 општини без матични гинеколози, дека имаме само 140 матични гинеколози кои треба да ја следат бременоста на секоја една жена во државава, а 1/3 од нив се наоѓаат во главниот град.
Ми се чини дека животот е поважен во главниот град отколку кај нас. Позанимавајте се со тоа дека скоро секој од нив наплаќа за оној бесплатен преглед, ехо или обичен преглед. Позанимавајте се со сите оние кои ги лажат жените дека се бремени, со таквите кои доаѓаат пијани на породување и со оние кои ги одвраќаат жените од абортус бидејќи се косело со нивните религиозни убедувања. И после се, чудно ли ви е што има повеќе родено виничанчиња во Италија отколку во Виница? Бидејќи мене не ми е. Кај нас, драги мои, многу нешта се трули и системски неисправни. И краткорочни мерки нема да ни избават од голготата во која се наоѓаме со години. Иако за една држава, за едно здравство, многу кажува состојбата во која е здравството и сликата во која се раѓаат, но изгаснуваат животи, тогаш нашата е поразителна. Ви благодарам.